Шаби, Здраво. добро дојде. Ајде, добро време. Ова е прва епизода, дечки, од емисијата Неславните, што ја правиме овде во Кркалево Трво. Најпрво ти кажам, осеќај се како дома. Овде имаме една таква лавава атмосфера, рурална атмосфера. Како се допаѓа да Слушај, треба да кажеш дека непознатите во нешто интерпункција има. У заграда како беше да? Во заграда не и славните. Да, па тоа треба да го Бидејќи објасни да направиме славен. Шаби, И тебе. така. За некој си познат како одбојкар, но ние овде сакавме да ја видиме и функцијата на пожарникар. А за некој си од Шаби од Глес Стори. Кој е Шаби уствари, накратко, и како се доживуваш себе си како одбојкар, пожарникар? Слушај, Како? знаеш што викам ја? Малце одморив од подкаст, ја и сега дојдов пак малце јавноста да ја размрдаме. Бега. И брат, у пожарна, верувам дека сум најдобриот одбојкар, а у одбојка сум најдобриот пожарникар. Да, така И тоа е мислам многу, да брат, најавиме. интересно што носам две најдобри титули со ова професииве мои што се. И тоа е многу интересно, а иначе како пожарникар е многу позахтевно од одбојкар. Така? Да кажеме на македонски многу поише имаш, не знам, да работата ти е по-другачија за разлика од да тапкам топка да секој ден, разбираш, да идам да играш, да правиш, да радуваш луѓе со национален дрес, со све. Ама пожарникарство многу си бара Си бара посвета работа, но и многу скроз. дисциплина, веруј ми, затоа што Да. не е за фрканција. Летно време додека сите ние одмараме, вие сте на терен, се спровувате со огнената стихија. Некој си мачка фактор да не изгори, а ние на планини гориме и тоа Вие е така скроз да. чеки се ги мене од сите Таму тука. па тука вие домашни се да ти кажам, Така? да. Не се опасни, значи. Не се. Најпрво сега да прашам, како е улогата се справуваш вака во први борбени редови со пожарите? Дали имате соодветна опрема? Како е да бидеш до пожарот? Дали е баш захтевна таа работа и кажи ми, ете, како Шаби, уствари, од кога почнува со пожарникарството и како е целата таа работа? Желба од мал за пожарна, а дојдов на многу конкурси сум бил за да станам уствари пожарникар, успеав. На сите конкурси сум бил добар, не добар, одличен да кажам. Животната желба ми е исполнета, ама поинтересно е за што викаш со огнената стихија. Кога ќе видиме дека од еден шумски пожар и животинки бегаат, и сите што треба пожарникарите доаѓаат и влагаат уствари и во отворен пожар, доаѓаат да спасат што е можно повеќе. Но работава е, да ти кажам, сите бегаат, пожарникарите влагаат. Таа е работата што на светски познато е. Светски Така. познато и дури чак и американците викаат дека најнеподмитливата работа е пожарникар да ја работиш. Што стои до тоа, не може никако да те подмити да работиш и да не работиш. Работата е само што доаѓаш едноставно за општеството, за отворен пожар зборам, за дрва, да не се вегетација, да нема, затоа што знаеме, на едно дрво му треба многу години за да се оформи до тоа што е, значи стварно срамота што се палат, не може до толку многу да има пожари, а да не е нешто човечки фактор. А во затворен, во урбан простор е многу по... Да, тоа е доста интересно, ама знаеш, па и луѓето многу не препознава дека пожарникарството не е само справување со пожари. Точно. Еве на пример една мачка во олук да се заглави негде, вие сте тие кои што први излегувате на Дали е терен. во олук, да ти кажам, или дали е во се, јас сум имал ситуација да спасувам мачка од топола, не е мачка, тоа беше мачориште Гарфилд, од топола да се качуваш да го симнуваш. Што И на кој стварно ти принцип идеш... ја извадивте? Па на принцип идеш на, ако можеш да се качиш, поставуваш скала, идеш се качуваш, мислам дека секоја мачка како што ќе се каче, ќе се симне, но има луѓе што се стварно поврзани со домашните животни, сум имал ситуации исто така за маче, за мачорот, уствари Гарфилд, Така? да симнат од дрво, со мали маки, ама симната и домакинот не знам, толку захвален ми беше, толку не знам, сакаше дури да ни ја препише куќата што се вика дека мачорот да. Можеби државата како држава понекогаш институциите не ценат, но мислам дека народот верувам дека има ситуации во... Тоа се прашам, дали мислиш дека се доволно прифатени меѓу народот за таа хумана благородна работа која ја правите? Тука мислам дека не. Тука во држава не е до тој степен да дојде на интервенции што сме биле и јас што сум учествувал во тие интервенции, верувам дека од таа мака со таа огнена стихија, особено ако урбано куќа, станли дали да е. Ако е урбано, само
многу мал дел се захвални, што имаат тие само што бил што имаат човекот со проблем, да, што имаат проблемот што е настанат на тоа место. Да. Другово е, да ти кажам, малце треба свеста да се дигне, не да се дигне, треба многу да дојде прво од таа предшколска возраст, па со школска возраст да дојде да се едуцираат, да видат дека стварно со тоа, со оганот уствари дека нема играње. Со водата што ние Треба максимално да се биде со водата предпазлив, исто така. нема играње, сепак таа вода нас ни користи за гасење на тој пожар. Ама мислам дека и со вода нема играње, особено со сите тие природни непогоди што се оган, вода, земјотреси дека треба. Исто така да ти кажам и за земјотреси ние сме ангажирани ако има Да. не дај Боже во таа. Во први борбени редови. Секогаш си во првени борбени редови, а малце ти викам како мислам, како луѓе, како ја и ти тука, ја и ти знаеме, а комшијата трети не знае, разбираш, адвокати го боли. Едно од главните цели што е нашата емисија е таквите прашања малце да ги популаризираме. Точно. И еве ја реално мислам лаик сум за оваа работа што се однесува до пожари до ова до ама сакам да те прашам, освен мажи пожарникари, дали има жени пожарникари кои се Има на баш терен? кај мене смена има женско пожарникар. Како се справуваат тие на терен? Да ти кажам се справува добро. Добро се справува. Не можеш да кажеш не секоја акција што ќе ја даеш е завршена успешно. Нема многу затоа што рачуне и усмената што ми е Менка, ќе ја спомнам. Менка на пример си ја сака работата. Сега на пример не за знам кој работа ти треба девојка ти имаш да и- прашаш еве, девојка ти да прашаш сака да биде пожарникар, хеки бе брат. Тој одговор веројатно 99% Да, од 99,9 е дека никој не сака да биде. Има мал дел што стварно сака да го работата и многу е мал делот за тие, како што ги викаат, машки професии што се. И стварно машка професија е. Кој сака ако каже и женскиот род нека ми се ваква, ама многу Па добро, машка тоа е претежно професија. заради физичка сила и И тоа ти е слично, ко ватерполо, жена да игра, не може да игра ватерполо. Добро, тоа жена. е изводливо, ама не е... Изводливо е па хокеј исто, не може. Добро, Тие па се сега некој на да- пример, ма во одбојката повеќе жени играат. Па даде, Така е познато даде за тоа, женски за тоа спорт. викаат Шаби има најбољи газ дека игра одбојка, разбираш, за тоа го викаат тоа така. Супер, Чаби, се надам дека добро сега си тука во емисијава си проаѓаш. Ај сега вака малце да те прашам, значи рековме од старт пожарникар и одбојкар, ама ти ми кажа дека имаш работено и со водовод. Да, со татко ми, тоа е исто така, интересно, таа е професијата од мојот Значи- родител од татко ми, што ја Така. знае и разбираш, сега идеш, му помагаш сега, не знам до толку да бидам, да ти направам цела инсталација на зграда, ама вентилче ако треба да ти се смени Да. дома, да го ти Сега, расипано, знаеш, мене- викни ме, јави ми се, ќе те одерам, ке ти се. Мене ми е малку чудно вака од страна. Да. Например, како професионален одбојкар, што еве има и интернационална кариера, тоа го имаш зборувано и по други 3 години. Интернационална. 3 И во години. државава, во Нема, одбојкарски клуб, работнички, Вардар, Струмица, сегде имаш Бра, играно. нема Е, рачуни, сега, финансиите мене ми е не малку чудно како професионален одбојкар, веројатно ова во Германија или во некоја скандинавска држава правиш, нема да помислиш ти за да имаш друга работа освен спортот. Брат, искрено да те прашам, ти за 300 евра, кога сум на времето, за 300 евра шо ќе направиш бе брат со некоја спортска плата? Да. Ти Гледав една плюс твоја да- емисија да. кај што ми кажа дека имаш освоено двојна круна и тоа во странство, каде премијата ти била само 100 евра, вистината? Да, тоа будва ќе ти кажам. А повратната карта колку ти е за автобус? За 20 евра ми беше брат. А добра, ти си фатил уште на времето, На кога било времето, поевтино. да. Ере, тоа е безобразното што го прават. Мислам, Значи, и- како е за пожарникарите, така и одбојкарите и спортистите генерално, недоволно сте цените Да, за тоа што го правите. Веруј ми да ти кажам дека 15 години, више имам 30, ај 15 ќе ги ставиме. Мислам дека 10, 11 или 12 години сум репрезентативец. А рачунај, ниеден закон нема да те поддржи како спортист. Ниеден, и 15 години кога да ти се отиде ни у вода. Да, на пример, Идеш тоа не ми работиш се приватно, рачуна како сега стаж, слушај, така? сега ја мојата ситуација е таква, идеш работиш приватно. Сум сакал пожарникар да видам се вработувам. Доаѓа проблеми кој на Божем не те пуштаат од работа да играш за репрезентација. Не може вака. Све се пушта кога е во интерес државата. Ако е во интерес државата, секој работодавец си го дозволува тоа затоа што сепак е Национален интерес. национален интерес и доаѓа за да Да. подобри резултати да се донесат. Сето тоа, да се вратиме на работата исто. Исто ти е професионално, ако работиш професионално треба да си платен. Не може ти да дојдеш професионален
одбојкар да дојдам, ми си има десена ситуација, штемам со татко ми у веце и ми вика кај го најде, му викаат на татко ми одбојкаров да ти штема ми. До толку Разбираш, значи до толку доаѓа, вика па син ми не помага. понижуваат за тоа што си. Да бе, жими свети, доаѓај ти вика и ти го А јас знам кажам. се од други држави, пример нели во Италија, ако играш за национален дрес, тоа ти се рачуна тебе како стаж. Многу е, целосна си го да, сработал. многу со, ама брат, тоа се закони што треба да ги донесе државата. Добре, на пример, може во емисијава да апелираме државата, Абе, малце почне како ги цени. како прва емисија, ако направиме многу views, мислам дека можеме да спремиме законник еден заедно со дечките позади камера што се. Така Малце имаме они одлична поише знаат да редакција, куцат, да поише знаат да куцаат членови меној. И можеме да направиме еден законник да се донесе некој и треба да има дека ниеден спортист нема регулација во ништо, дали е репрезентативец, дали е во клуб. Например, фудбалерите знаеме светски дека заработуваат многу, знаеме дека заработуваат фудбалерите многу и Со во тоа нашата другите држава. млади спортови се засенети, Да, како што и одбојката сега случај. рачуна и одбојка, машка одбојка, ајде, има некој подем, има некој пад, има све, разбираш. Националниот дрес што се носи, што се игра за репрезентација, е многу добро затоа што свеста на клубовите дојде да инвестираат, да прават. Ама сите прават инвестиција со странски играчи, никој не вади играч како овако. Сега Ние- работнички, кај што сум, извини ќе те прекинам, работнички кај што сум, работи многу на млади деца. Да ти кажам дека има преку 100 машки деца. Значи тоа е интересно, Струмица исто го прави тоа. Не знам другиве градови како што има ниедно младо дете нема. 10 играчи што се во држава, 10 Да, играчи еве се и вртат у и клубови. нашата златна генерација сега Ете доста ништо пред пензија. иде, да. Ке Така идат, е. они нека идат у Да. пензија, ја нема да идам, јас сум Чекај малку сега. старо вино. Ете, пред да продолжиме вака на другиве прашања за одбојката што ќе бидат, значи генерално за пожарникарството како професија, многу хумана работа. Вака, дали би им препорачал на младите да се бават со тоа, дали вреди да се има една таква благородна работа, хумана, пошто ете имаме дефицит секој лето од пожарникари. Точно. Како гледаш ти еве на таа работа и дали мислиш дека треба малце да се крене свесноста за таа професија Како генерално? мислиш меѓу младите, меѓу да Меѓу младите дали треба малце повеќе да бидат дел Па од знаеш што е ова интересно, работа? што ти сакаш да бидеш пожарникар? Конкретно Не, јас немам не. имам пример у фамилија на пример што сакаат да бидат. Да, па тоа е работата. Вика пожарникар, пожарникар и либеро се раѓа. Дојбе кажи. Да, овде имаме значи гости од Да, еве го, оп. што да јат. Сакаш макијато да ти на... Добре. Тука има и макијато, има и ракија, све. Слушај, сакам да ти кажам. Ајде, готово. Либеро во одбојката ти се раѓа. Не може секој да биде либеро. Пожарникар како професија мора. Тоа е Знаеш желба, како? така? Да, мислам треба да, абе жичка некоја имаш брат што те тера. Ја у фамилија немам никој пожарникар. Немам никој спортист. Ти си бил првиот, така? Брат, што да ти кажам? Да. Стана играш од некој талент сум имал. Сум го работел Не, талентот. бродено сум нешто станал, повеќе, да. И Добро така. тоа фамилијата. Пожарникарство никој не разбира увакво. Шави, чекај се, овде и Чекај, се не, вака убава шо? рурална атмосфера. Ама мислам дека ни фали овде на пример. Брат, точеше ракија. Чекај малце, мислам дека ни фали брат. Нашава емисија ќе се разликува зашто има и прашања од секојдневен живот. Добро, Иако да не погодиш се тешки. имаме некоја скромна награда. Може И малце? награди има. Добро. Малце вака пред да преминеме кон одбојката. Добро. Има овде интересна награда за тебе. Гледам, не награда, тоа левото да е го прво, не Чекај, левото чекај, да е. чекај, пред да дојде тоа, мора да те Опа. прашам, да ти поставам прашање, нели? Колку сакаш, брат? А мислам дека Ајде. го знам одговорот. Ајде мислам- баш да видиме. Кој е првиот претседател на МАНУ? Само тоа? Само тоа. Да. Дали од реджијата треба да се консултирам, дали ќе ми дозволат? Што, да го одговорам треба? Треба да го одговориш, да. Па брат, знаеш ли кај сум учел ја основна школа? Ау, брат. Мичурин, Кај си учел основно, Мичурин, значи? општина Аеродром, Блаже Конески, брат. Така, од иста општина сме, Да, значи. си. Добро, значи овде може да биде и првата награда. Ајде, оп, да видиме сега, Опа. чекај, стој. Чекај, само Хоп. овде има некоја мушичка, Хоп. брат. Тоа значи Ајмо, дека, оп, ова Опа, значи, чекај. домакине, Ќе треба, домашна ли ова? чекај малце. За тоа мушички, бе, Немаме да, гајле, да, немаме да, гајле. да, добро, готово. Чекај малце, геја. Чене. Ајде. Домашно. Ајде на здравје. Викаат, Ама о, чекај, не иде без ништо. Само секунда. чекај, вака, оп. Да, тоа нема гајле. Еве, ја имам Козата тука и друго за тебе. И наточи, Еве да. едно домашно овчо сирење имаме овде. од Кркалево трло, така? Тука сме домашно сирење, имаме да. Кркалево Не, дрво. Тука сме, да си знаете замезиме. што е како. Дечки, Кркалево дрво овде атмосферата, ние како дома. Чекај да пробаме, ова Ајде. вика дегустација да се проба све Да. што има во Ајде,
во Кркалево Трло што се наоѓа Очу, Раштански сирење. патли, како беше, а? Така беше? Да, овде се одношта, така. Супер е. Ај, сега на здраве. Чедиме. Сите викаат дека Шаби бил Ај, да. пијан дура, па еве не сум пијан дура, ова е само за дегустација. Немам гутлек дом. Па тоа може да те ставиме Слушај, па ти си боемот. дегустатор да бидеш. Слушај, ти си боемот, не. На Инстаграм тој сум. Не, Ми фала 10 кила, дека ми вика Не, за да бидам слушај. боем, ама добро Е, што? па јас ти си на Инстаграм, ја тука сум боемот, на Па маса се пак ќе дополнуваме. видам. Кај? Еве сега и пред емисија споревме, осна сезона да земеме кој водител да не бидеш. Би прифатил? Ако ме пушти жена. Така. Жено! Па чекај сега. Жена, тука и баш за тоа би сакал и да продолжам на тие прашања. Како е, освен нели сега се друго, во последно време си женет човек? Кога пишав на интернет прво, Драган Ангеловски, Дарко, бе. Дарко Ангеловски Шаби, еј, гледаш, Дарко Се Ангеловски збуни, бе. Шаби, прво нешто што ми излезе, Ја запроси девојка му во авион. Шаби се ожени. Се ожени. Значи колку Дали бил си? вреди? Значи, одбојкарска кариера, пожарникар и прво нешто што излегува за Дарко Ангеловски е Се ожени. дека Шаби се ожени. Слушај, од таа титула, како маж, како родител, брат, нема дале. Џабе ти од бека титули, медали ще имаш, брат. Да. Си имаме, ете со Меги, си имаме 4 месечна керка, Киријанка. Нека жива здрава, името особено ми се допадна, мора да кажам и пред камера. ние сме тие што македонците, знаеш што си го традицијата што си продолжува и со имење и со се, да беше машко ќе се викаше Наум, исто македонско, а девојче ни е жива здрава да ни биде и брат таа титула да ти кажам џабе титули се у вода иде брат, тоа нешто се да ти Супер, кажам што како- вика се менја нешто и стварно брат, штекер мислам Како се му ти кажам снаоѓаш тие, во улогата како татко? Еве вака, има доста млади што ќе гледаат емисија, па вклучувајќи ми мене. Како е да се од, значи, еве да речеме ергенски живот, да се преиде кон фамилиарен живот, татко. професионално Како таа брат, улога? професионално идеш. Многу како многу профи брат. Немаш се менја нешто, веруј ми, прави деца. Брат, многу Посилно добра тебе, ти емоција, брат, така? жими све брат, нема дале, ма. Само кога ќе да видиш да не па да пипнеш. 4 месеци си вике 4 месеца. ма. оженет. Како е? Оженет сум поише бе, како 4 месеци девојче. Поише си оженет. Од Добро. 15 Тука имаме февруари факт се- чекер у позадина. А? Значи, Брат, не знам ајде, да ти треба кажам, може не еве, само да сите спориме викаат се, само. да, сите вика. Сите. Едното прашање е третото дали ќе да кита или не. Да. Еј, тоа не го мачиме. Ајде сега добро. Во кратки црти сега, мислам доста голем дел поминавме од емисијава. Пожарникар и одбојкар. Како изгледа еден просечен ден на пожарникар? На работа Како или ти не на изгледа? работа? Еве, кога си на работа. Како изгледа еден ден на пожарникар за пошироката јавност да знае? Се куцаш на работа. Идеш, Добро. проверуваш возила. Тоа ти е твојата работа конкретно или сите исто работа? се застанува. Тоа ти Добро. е како мини војска. Војска Дисциплина на во максимум. дисциплина на максимум во строј, се чита заповед, идеш смена на смената правиш, проверуваш возила, кафе, вежби, Добро. вежби мислам пожарникарски вежби, Какви се имаме вежбите? пуштање линии, Добро. качување по скалите, тие ги знаеш, спасуваш на 10 Добро ги знаеш. знам скалите. Идеш од висина малце страв да немаш качување на кула, имаме едно завежбање на дворешна страна. Линии пуштање мокри, суви, така ги викаме. Ние мокри се со вода кога се вежба, суви се само кога ќе се постави. Дањаме вежбање тоа, плюс ручек време, после ручек време имаме Добро. теретана, имаме свеси се вежба, Точно. се посебно Е, време сега, кога играме имате- одбојка. Тоа сега да те прашам. Играме Е тебе да. малце поразлично, Да. што си професионален спортист. Кога тренираш? Брат, рачунај тренинзите, ако ми се дека ние работиме 12 сати, тренинзите ако сум дека од 7 до 7 работиме, ако ми е тренингот преку ден, не едам на тренинг, а од 7 до 7 сати ако ми е работното време, ствари до 19 часот, ако ми е од 8 дома, опрема на тренинг, цел ден те нема дома, жената ајде кај си, шо правиш? Уште ли со таа? Доста одбојката? захтевна работа, кажаме. Хубава е, Уште пред ли се. таа одбојката? Така, титирит, ајде сега, титирит, уште едно, титирит. само вака за крај, Уште нешто ли? за репрезентацијата малку да те прашам сега, нели зборевме за Македонија, бележиме некој репрезентативен успех во последно време? Четврто европско првенство, четвртото квалификации без мене. Да. Затоа Кажи што- ми чисто како е ситуацијата во репрезентацијата според тебе? Моментално. Моментално, Да. на ден денешен, Па еве која снима емисија. добро, иде. Има простор да се подобри?
Во кој Не нас знам, гледаш? Не знам, брат, да бидам негативен или позитивен, не знам, 50-50. Што мислиш? Може да се подобри, брат. Може да се подобри? Има многу деца, ама некој не ги мотивира треба доволно, не ги мотивира Голема доволно. мотивација, да. така? Па брат, јас сам сум се мотивирал, друг не ме мотивирал. Ме мотивирало тоа што ме викнале за репрезентација да играм за да го обелам образот да не било за џабе викање. Сега рачуне викаат некој што не треба да биде таму. Викаат Да. некој што сака да се шета, а ја не бев за шетање, ја бев за играње. Тоа е разликата веројатно меѓу вас и новите генерации, ама верувам па сега ја да не бидам толку песимист, дека има некои дечки кои што искрено си ја сакаат државата и Има сакаат брат, нешто да има, сменат. има многу, ама има и некој многу што Сегде е така веројатно, ама еве, знаеш како вика, ова ти текнува Вистината? Каде шило. Како Ајде, шило здравје е за вистината. Муаведов, ама сега морам Ајде. уште две прашања да прашам. И од ќе рубриката од ќе квизот. ставаме катанец, сакаш да кажеш на прва, Па толку да. Брат, ова е Првата многу емисија- домакинска емисија, бе. Ова домакинов, да ти кажам, тематикава е Да, многу здрави. добра, чекај. Ја више од Ќе диспе. дојде. Тоа зум ќе направиш вака каков цук прама. Да. Ајде, сега брат, за одбојката да прашав. Едно чисто прашање. Еве, кој е најтрофејниот женски одбојкарски клуб во Македонија, а воедно и прва македонска екипа со настап во Лига на шампионите? Ми кажа од имам забрана да зборам за одбојка, не ти го одговарам. Не ми го одговараш? Не, се утнам. Не Еј, знам бе брат, работнички бил најак увек у жените кога. добар си, ајде. А има и други Точно- успеси, сега точно Јанта ти воли. ова. Да, Е, последно време се добри? Да, Јанта воли се играат втора квалификација. Да, историски успех, честитки, значи сега. Мислам дека ја од кој играм А ти каква одбојка, улога имаш таму во Јанта Воли? ја Или брат, само ја во Јанта поддржувач? воли, уствари Јанта воли е скопска екипа женска, има и машка екипа. Така. Во работнички сум, Јанта воле го реформираше, мислам Јанта воле. Јанта го реформираше работнички. Затоа што скопска екипа нема, јас сум од Скопје и сакам скопска екипа да има. Ја иначе сум вардарско дете, Вардар нема пропаѓа. Фамилиарно и татко ти вардарец. Све брат, тоа Фамилиарно нема све. Вардар и сега мора да има у Скопје. Срамота еден главен град да нема клуб. Точно. Не знам колку години сум, поише од 3 години сум тука, останувам ради работа, ради се, не ми се патува, не ми се прави ништо, не ми се игра за никој. Ми се игра у Скопје, не ме барајте ни до година, ни до вакво и Добро, сега и фамилија имаш. фамилија имам и Седи овде. сакам да сум дома, брат, разбираш? Така, Не ми друга- се патува нигде, не ми се јавувајте, не ми барајте ни телефони за други клубови, не ми се оди. Шави со апел да сидеш сакаат да го побараат. Мора да е Скопје. Тоа е условот. Да, у Да. Скопје само, брат, и тоа е тоа. Е па Шави, Второто доаѓаме право. до крајот и за крај сега имаш вака интересен брк, мора да ти кажам. Сега ми е надоле. Да. Сега моторџе. Мора сакам сега да те прашам едно револуционерно прашање пошто Све знам. брат. стајлингот Све знам, стајлингот за тоа ти. книги, мостанија, све што Еј, сакаш. па баш за тоа и мислам да те револуционери прашам, што- да. Гледаш филмови? Многу малце, а македонски имам гледано. Македонски? Да. Кој ти омил? Брат, тетовирање, жими се, брат. Купер ко Купер. Жими се празан, да, Да. ба, жими се. Да е О, многу добри фрази. Добро, ајде чисто да те прашам, дали знаеш дали си огледал Републиката во Пламен? На МТВ го имам гледано, На брат, МТВ? 40 пати го имам гледано. 40? Да. Дали знаеш која е толкова улогата на Питу Гули во тој филм? Единствениот Ристо Шишков, брат. Точно, Шаби, првата емисија е снимена, на здравје нека е. За Ја крај мислам само ќе има добро, а? да, ќе има на здравје, чекај да се Чекај. напиеме, а така? Слушај. Одлично. Пошто снимивме првата емисија, уште еднаш да се благодариме за Гркалево трво што ни овозможи оваа одлична атмосфера овде. Да ти кажам Една многу рурална убаво, атмосфера. Жими све дека те Еве прекинувам. столчиња што се клацкаат тука, Да, вака интересни се. Го знаеш она што беше вака и Лазар му рече на ченто. Ете, може да те зема до кастинг за некој филм. Ама за крај само уште еден подарок имам. Не ми Ова кажавте е- дека ќе ми даете поклон. Ова е една интересна книга. Не ми од кажавте. Матица, нашиот спонзор, да ги поздравиме. и Супер, не ми кажавте Ова да дека си ќе го имам прочиташ, поклон. а воедно ете да ги поздравиме останатите наши луѓе кои што ни помогнаа да се реализира ова емисија, тие веројатно сега со некој едит ќе излезат овде доле. Фала на сите што гледавте, се гледаме во следна епизода во Несвавните. И како беше на јутуберското за крај? Subscribe, Лајк и subscribe лайк и subscribe. на нашиот YouTube канал. Шаби, фала што Почнуваме. дојде. Почнуваме бато добра емисија.